Следите вести на Слободна ТВ. Добар ден. Премиерот Борис Џонсон се согласи да поднесе оставка, ставајќи крај на невидената политичка криза, јавува BBC. Џонсон ги отфрли повиците на неговиот кабинет да се повлече, но попушти откако повеќе од 50 министри се откажаа од неговата влада и му рекоа да си оди. Не е јасно дали Џонсон ќе остане на функцијата додека конзервативната партија избира нов лидер, кој ќе го замени на премиерската функција. Министрите за надворешни работи на групата 20 денеска доаѓаат во Бали, Индонезија, на разговори во кои ќе доминира конфликтот во Украина. Официјалната агенда е фокусирана на глобалната соработка и безбедноста на храната и енергијата, пренесува Associated Press. Состанокот на министрите на 19 најразвиени земји во светот заедно со Европската унија ќе се одржи утре, а шефот на кинеската дипломатија Ванг Ји и првиот човек на руската дипломатија Сергеј Лавров застанаа на неколку азиски престолнини пред да пристигнат во Индонезија, собирајќи поддршка и зајакнување на нивните врски во регионот пред преговорите. Соединетите американски држави и нивните сојузници се обидуваат да го казнат рускиот претседател Владимир Путин, на што е можно повеќе начини за нападот врз Украина, вклучително и заканите дека ќе го бойкотираат самитот на Г20 на Бали, планиран за ноември, доколку Путин присуствува на истиот. Француската премиерка Елизабет Борн во своето прво обраќање пред пратениците во францускиот парламент вчера изјави дека земјата мора да се подготви за недостиг од руски газ. Таа посочи дека француските политичари ја заборавиле доблеста на компромисот и рече дека значењето мора да се врати на зборовите. Соочена со гласни протести на пратениците лево и десно, таа ги предупреди опозицијските партии дека нередот и нестабилноста не се опција, јави Франс 24. Откако политичката опција на Макрон го изгуби апсолутното парламентарно мнозинство по изборите во јуни, Борн, како председателка на малцинската влада, рече дека народот на Франција бара од своите политичари да ги прават работите поинаку и нагласи дека владата предводена од неа и Макрон одговара на тие барања на французите. Премиерот Рама и министерката Балуку тврдат дека во нафтеното поле Шипрак во Албанија се откриени огромни резерви на нафта и газ, иако тоа се уште не е потврдено од компанијата Shell, која вложи стотици милиони долари и 10 години во истражување. Албанија има пристап до големи енергетски извори што ќе овозможат да произведува значително количество нафта и газ, со капацитет да ја амортизираат енергетската криза во цела Европа. Ова завчера го најави премиерот Еди Рама при посетата на Холандија, а подоцна го потврди министерката за инфраструктура и енергетика Белинда Балуку. Албанија е најголемиот производител на сурова нафта во регионот Западен Балкан. Нивното производство изнесува околу 23.000 барели дневно, но ни оддалеку не го излекува целосниот потенцијал на резервите од фосилни горива. Европскиот суд за човекови права до крајот на 2021 година има донесено 1150 пресуди во врска со земјите од Западен Балкан, од кои 185 се против Македонија, покажува анализата на судската пракса на Европскиот суд за човекови права во однос на земјите од Западен Балкан, објавена во Правна хроника, списание издадено од Високиот судски и обвинителски совет на Босна и Херцеговина и АИРЕ, Центарот за Западен Балкан. Според анализата, најголем дел од пресудите се однесуваат на забрана за тортура и нечовечко и понижувачко постапување. Кога станува збор за правото на правично судење, се забележуваат и неколку важни пресуди и прашања поврзани со Западен Балкан. Подносителите конкретно се жалеле на недоволното време за подготовка на одбраната, правичноста на судењето, должината на постапката на национално ниво и исполнувањето на условите поврзани со судот формиран врз основа на законот. Бројот на нерешени предмети пред судот на крајот на 2021 година изнесува 70.150, што е зголемување за 13% наспроти 61.500 на крајот на 2020 година.
Како што Македонија ќе продолжи да се искачува по ридот кон посигурна евроинтегрирана иднина, ќе мора да се соочи и со тешки предизвици, но во соочувањето со нив не сте сами. Соединетите американски држави се на тој пат заедно со вас, порача синоќа американската амбасадорка во земјава Кейт Мари Брнс на свеченоста во американската амбасада по повод 246 годишнината од независноста на Соединетите американски држави. Таа напомена дека Македонија постојано ја покажува својата посветеност на стратешкото партнерство и поддржувањето на демократските принципи, истите идеали, што, како што рече амбасадорката, Русија се обидува да им ги негира на граѓаните на Украина. Македонија е сигурен пријател на кој му веруваме и витален дел од регионот, истакна Брнс. Министерството за надворешни работи соопшти дека најостро ги демантира наводите кои се споменуваат во јавноста дека македонскиот јазик не е чист во француската преговарачка рамка за отпочнување на преговорите на Северна Македонија со Европската Унија. Ваквите наводи се неточни, опасни, ја доведуваат во заблуда јавноста и штетат на интересите на државата. Ја информираме јавноста дека македонскиот јазик е неспорен и не е условен во предлог преговарачката рамка, која меѓу другото е преведена и објавена на македонски јазик од страна на преведувачките служби на Советот на Европската Унија. Од МНР посочуваат дека согласно позициите консензуално утврдени од страна на нашето собрание во декларацијата за спорот со Република Бугарија, наша цел беше позицијата на Република Бугарија во однос на македонскиот јазик да не стане и позиција на Европската Унија, а во овој предлог тоа е целосно исполнето. Целта на нашата земја е да се осигуриме дека на европскиот предлог нема да има натамошни бескрајни блокади. Ако добро ги водиме преговорите, можеме во наредните неколку години до крајот на оваа декада да завршиме како членка на Европската Унија, вели вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Тој додава дека досега апсолутно ништо не било скриено од јавноста и дека сите документи се објавуваат кога се во некаква фаза за да може да се дискутираат. Маричич посочи и дека вчерашната средба на партиските работни групи што се одржа во клубот на пратениците била во духот на конструктивноста при што биле разменети идеи за тоа како може во наредната фаза и собранието и владата да се постават за европскиот предлог. Посочи и дека ВМРО ДПМН излегле со неколку идеи поврзани околу промена на преговарачката рамка. Неприфатливо е користење на насилство и поттикнување насилство во политички цели. Настанот кој што се случи вчера во Скопје не смее да се повтори бидејќи нема ништо позначајно од мирот и безбедноста на сите граѓани, се вели во денешното соопштение на кабинетот на претседателот Стево Пендаровски. Упатувам апел до сите организатори на протести кои овие денови се одвиваат во Северна Македонија да преземат одговорност и нивното демократско право да протестираат да продолжат да го практикуваат достоинствено и без насилство. Истовремено најостро го осудувам носењето и користењето на огнено оружје од цивили и граѓани на земјава кои не се припадници на органите за безбедност. Вчера полицијата имаше навремена реакција која спречи поголеми судири. Очекувам сите лица кои вчера беа инволвирани во инцидентот да бидат приведени и соодветно санкционирани во најкус можен рок, се вели во текстот од претседателскиот кабинет. Полицијата го лиши од слобода лицето кое за време на протестот против францускиот предлог фрли молотов коктел кон зградата на собранието. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека станува збор за ЈС, 18 годишен од Скопје, кој беше идентификуван од снимка и кој го признал делото. По документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава. Тројца полициски службеници се повредени, а 5 лица се приведени за време на вчерашниот протест против францускиот предлог. Како што соопшти Министерството, лишени се од слобода уште 3 лица поради фрлање со тврди предмети кон полициски службеници. За време на собирот пред собранието, Министерството информира дека е регистриран и настан во кој учесници во протестот се обидувале да отстранат група на маскирани лица кои предизвикувале инциденти. Директорот на комунална хигиена Зуди Енузи со одлука на град Скопје е разрешен од позицијата вршител на должност на ова јавно предпријатие. Причината е тоа што токму братот на Енузи е лицето кое што извади пиштол и се закануваше кон толпата која вчера протестираше против францускиот предлог.
Градот Скопје како град на соживот и солидарност не смее да биде центар на насилство и пресметки со огнено оружје и креирање меѓуетнички тензии меѓу нашите сограѓани. Политиката зема замав и во ниту еден случај не смее да влијае на професионалноста на водењето на институциите. И покрај одличното и професионално менаџирање со јавното предпријатие комунална хигиена од страна на Зуди Енузи, од етички причини тој е разрешен од позицијата вршител на должност, се вели во соопштението на град Скопје. Со оваа информација го заокружуваме овој преглед на вестите.